Дефинитивно имаш доста возачи за тебе и мора да пазиш секој викенд да ти биде перфектен. Мора да се среди. Ја мислам дека некако и по интервјуа што ги гледам Норис ми делува многу како опамнат, онака, не знам, некако ми е на сите изјави нешто чудно кажува. Не сме најбрзи сме. Ја не знам како сум во моментот. Некој интервју може, мислам дека се може изваени надвор од контекст. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1. And it's lights out and away we go. Unbelievable stuff coming out of the final corner. И здраво на сите и добродојавте во уште една епизода на Сектор 1 подкаст или Сектор 1 подкаст. Јас сум Давор, а со мене моментално е Мартин. Hello. Здраво Мартин, како си, добар си денеска? Добро е утрински. Така да спремни сме. Може би се прашувате каде е Адриан, зошто зборувам јас. Не се секирајте, него избркавме, туку само... За сега. Уште не избркан. За сега. Ама, ете, понеделнички снимаме, Адриан имаше обврски, така да може да се каже дека од оправдани причини отсуствува. Како тим одлучивме да продолжиме со подкастот да го снимаме, ама без Гајле, од нареден подкаст се враќаме сите тројца, сите три сектори, да комплетираме еден цел круг. Така да. Денеска сме тука во нашата петта епизода од нашиот подкаст. Снимаме за големата награда на Бахрейн, рунда број 4. Така да може да се каже дека беше, барем според мене, најдобрата трка од оваа година. Ова се чекаше, оваа трка и јас не очекував ваква трка да испадне, али да. Ова е трката што одва ја чекав да дојде на календарот, се вика. Ги надмина дури очекувањата, ете што ги имавме, така да може по полеката да почнеме во рейс рейтинг или оцена на трката. Еве Мартинче, доснам тебе да почнеш. Рейс рейтинг за Бахрейн. Јас би рекол, според мене, една од најдобрите трки до сега што имам гледано. Доста акција на стаза, доста претекнувања. Би дал добра, солидна 8-ка, според мене. Не знам ти, може да потврдиш некоја друга бројка. Ај пред да кажам за мене, значи да знаете, сепак ќе вклучиме некако Адриан во наша емисија денеска. Значи не да забораваме, Не си заборавен, без Гајле. Имаме и од него, значи ни напиша уште од сношти. Неговата оцена е 7 од 10. Тој објасни дека имало добра акција на патеката, очекувал барем уште еден инцидент и поблиска трка на првот, али Пиастри беше класа над сите. А исто така и болидот на Меклар. Немаш грешка тука, Адриан, 7 од 10, ја би рекол дека е малку скромно за оваа трка, дури искрено мислам дека беше многу добра од мене, добива 8,5 од 10. На Австралија и дадов, на Австралија и дадов 8, затоа така мислам дека ми беше мене лично поубава Австралија. Ете Австралија ова е одма Бахрейн е прва, па Австралија. Да, така се тие се за се топ 2 дефинитивно. Да. Ама еве ако споредувам спрема Австралија, би дал 8,5 на тркава, имаше доста акција. Единствено нешто што ми фалеше за да ја дам 9 или 10, како што каже Адриан, борба на врвот. Да. Пиастри малку замина во далечината, никогаш не изгледаше како да ќе изгуби таа водечка позиција, така да, еве 8 од Мартин, 7 од Адриан, 8,5 од мене за рейс рейтинг. Можеме да преминиме на проверка на нашите прогнози. Малку. Ајде да го скипниме овој дел. Малку мислам дека промашивме. Сите, еве да почнеме со Адриан, па ние ќе одлучиме колку поени ќе добие. Ги имаше ставено на пол позиција Ландо Норис. Не се оствари, се разбира. Победник Шарл Леклер. Исто изненадување Габриел Бортолето и разочарување Хас. Јас мислам дека Адриан добива една 0. Апсолутно. Добива 0. Промашен викенд. 0 од 4. Мартин се не кажува ти си наред. Да. Пол позиција Ландо Норис, победник Ландо Норис, изненадување Луис Хамилтон, разочарување Алпин. Види, единствено што може да ти признаме дека на трката малку ме изненади Луис Хамилтон, ама па дали вреди за поен? Дали вреди за 8 поен? Што мислите вие? Ја мислам дека максимум што можеме да ти даме пола поен за Хамилтон, ако го земаш, ајде, ќе бидам добар, милосен ќе бидам денеска. Окей. Пола поен е подобро од 0 поени спрема Адриан. Така, Адриан, така да. Ете, не си тука, не можеш да се одбраниш. Одиме на мене, јас имав пол позиција Ландо Норис, победник Ландо Норис, сите очекувавме Ландо да доминира. Изненадување Карлос Сајнц, многу ми е криво што едно време беше дури на 6-та позиција, така да. Да, изгледаше многу промисинг. Си реков дека ќе го погодам тоа, ама еве не го погодив и разочарување Ред.
За жал само тоа го погоди. Добро, Еве, али како ете фан пак на и поени Max има, Verstappen. влегува во поени, така да Лего е поени, ама ја би рекол дека ова беше најлош викенд да се да, на Red да, Bull да, убедливо. тоа да. Така да ете, поени имаме после Тоа не е Јапонија. најпозитивното нешто тоа што може да извади. Поени за Јуки Цунода, ете Да. беше позитивното нешто. Јас имам сега 6 поени, Адриан има 2,5, ти го пратица имаш 3 поени сега, Мартин. Ај. Можеме да преминиме на кратко да кажеме еве за нас кој беше најдобар возач или тим. Мартин, ако сакаш почни ти. Најдобар возач. Па јас ако би го кажал еве Пиастри, Пиастри. значи човекот беше класа од стартот викендот до крајот, така да по позиција го надмини Ландо со лош резултат. Да почнеш во таков болид шести е дефинитивно разочарување големо. Брзината е таа, очекувано беше Мекларен да издоминира овој викенд. Си го направи својата на да, некој да. начин. Имаме и од Адриан исто така, значи не се секирајте. Негов најдобар возач еве се согласува со Мартин, беше дефинитивно Оскар Пиастри. Тој кажува дека човекот цел викенд вози без грешки и ја скористи брзината на Мекларен во својата полза. Исто така го спомнува и како на втора позиција Пиер Гасли. Тој смета дека дефинитивно максимално браво. ја искористи својата стартна позиција и успеа да заврши во поени. А и целиот викенд беше во микс. Па не дека ви се лоши, ама мене лично најмногу ме импресионираше овој викенд Џорџ Расел. Сакам да си го пофалам Џорџ Расел, Дефинитивно. значи еве иако мислам дека викендов Мерцедес може да се каже дека беа втор најдобар болид Да. ете. Тоа е факт. Ама ја не очекував лично да стартува на втората позиција. Тоа беше сепак изненадување и шок, дури може да се каже дека беше во мини борба за пол позицијата. Да. За трката се знаеше дека нема да биде, ете доби казна за жал од една позиција, но он го пратица Шарл Леклер, нели, беше втор. Така да мој возач еве Џорџ Расел да се разликува. Може А малку сега поразлично. Оскар Пиастри беше добар, така да. ете. Да. А за најдобар тим, еве јас ќе кажам, не знам, најдобар тим, мислам дека сите некако си имаја некој искористи возач, некој не. Дојдоа спремни на минатата трка. Минатата трка Не, само сите се Верстапен. да, дефинитивно јас така кажав, изјавив. Ја мислам најдобар тим еве за мене Хас беше. Од Добро, има малце лоши поразлично, квалификации, да, мислам дека завршија во 8 и 10 Да. позиција, мислам дека го максимизира својот Дефинитивно, својот пакет. дефинитивно. Еве и Адриан се согласува со мене, мислел Хас, значи тој очекувал и дури да зачара. И сега се пред неговиот тим пред Вилијамс. Така да, ете Адриан мора да признеш. Али не е готово, дефинитивно не е готово, не е готово. така да па јас за најдобар тим, што би рекол, ја ќе ги избавам малце поразлично од вас Ферари би ги избавил, иако не беше нешто вау, сепак, спрема минатиот викенд многу подобро. Подобри и со питстопи, дефинитивно. Па може да се каже на нив Тркачкото најдобар темпо. викенд убедливо. Да, најдобар викенд спрема мене. Тркачкото темпо беше супер Солидно, според да. мене. Се очекува нормално и подобро, Да. али сметам дека најдобар и возач на дено нормално да потврдиме дека Луис Хамилтон беше Ете си доби Хамилтон Така возач да- на дено, да. според мене ете Ферари би рекол. Океј, значи може да преминиме сега на анализа, така да почнеме на Слободно. тркава, еве како што си правиме секогаш, значи може да почнеме од моменталните лидери во шампионатот, накратко ќе ги спомниме тим по тим. Тоа се Мекларен се разбира и како да почнам, не знам, има многу за зборување, некако половично Значи, беше поделено. Оскар Пиастри дефинитивно. имаше совршен викенд, Ландо мислам дека ги имаше најлошиот викенд сезонава, може да се каже, полн со грешки. Дефинитивно не знам. Стартуваше долу, така да. Ете Оскар Пиастри сега е 3 поени само зад Ландо Норис, така да. Значи Ландо малце може да почне да се треси, Да. така да не е само сега на пример како што би рекле што од почетокот на сезоната што кажувавме, не е само Верстапен сега што Да, треба да, да да. гледаме, значи треба да си го пази сега и тимскиот колега Џорџ Да. Расел исто тука. Џорџ Расел, да, Значи, се доближи многу. Дефинитивно имаш доста возачи за тебе и мора да пазиш секој викенд да ти биде перфектен. Да. Немаш, Ова не беше перфектно. а ова дефинитивно не беше со таков брз болид ти да извадиш на квалификации. Шесто место е дефинитивно разочарувачки. Да. Ете, цел викенд дури изгледа Мекларен, јас стварно ме заплаши нивното темпо. Јас ми се планирав и да беше 1-2 очекував да биде во 1-2, квалификација. И да беше втор за И Пиастри. да беше ете, тоа, знаеш, тоа, да, значи, Пиастри изврши по али ете, ама шести. Норис може да го пофалиме со тоа што имаше добар старт иако беше Надвор малце од својот. гридбокс, Да, така да, да. Али нормално тоа е единствениот возач што може да окаже ете Верстапен. Верстапен, да. Само тој го Ландо, тоа е што приметува такви работи, така да Само вака му се врти вика. Јас, овој Норис не Норис, е како што треба. не, Он тоа е многу стандард за примети, да. Верстапен, тој што гледа, тој не многу такви работи. А иначе дека кажа за од кого најдобро се пази, ја баш мислам дека сега
Само од Оскар треба да се плаши моментално Ландо И Норис. тоа е, за да, свадба. али- Има ист болид, значи тој Да. може да рачуна, значи двајцата имаат ист болид, нема да има никаква предност, значи Норис од Пиастри, Јан би рекол сега дека Мекларен немаат никаков изговор да го ставаат Норис пред Пиастри, да му даваат предност никаква ни стратешка, ни не знам одлуки некакви, така да Пиастри јаве станува први возач сезонава со 2 победи. Да. Така да ете ни Верстапен ни Норис нема толку. Мислам дека Пиастри стварно онака овој викенд ми го смени скрос мислењето. Еве морам да признам јас допред еве на колку трки мислев дека и пред да почне сезонава мислев дека Ландо Норис е подобриот возач и лани како што покаже, но еве сезонава стварно морам да признам дека Адриан цело време викаше, да го спомнимете пак, Адриан цело време веруваше во Адриан Пиастри, многу мислеше. Ја не очекував толку рано дека Сигурно не некако знае сезонава како ќе заврши. уф. Зато не е тука, многу лесно ќе му биде. Дефинитивно. али- Ете така, морам да кажам дека не очекував толку блиску да види Пиастри уште на неговата трета сезона, може и да каже дека може да се каже дека е минимум на ниво на Норис. Да, Е сега да. некој викенд може да биде и подобар, Значи, некој викенд. Гледаме да не го оверхајпниме, еве пак ќе речем Да. така со еден англицизм, али Да не го критикуваме, да не го критикуваме Норис во еден толку. викенд. пак Мора да се среди. Ја Мора, мислам дека мора. некако и по интервјуа на што ги гледам Норис ми делува многу како опаднат онака, не знам, некако ми е на сите изјави нешто чудно кажува, не сме најбрзи сме, ја не знам како сум некој интервју моментов може во мислам шампионатот. дека се може изваени надвор од контекст, тоа е нормално дека сега Па да. за да се извеи внимание дефинитивно, али за некои работи е во право, еве, стварно ќе речам, некојаш дури не си верува во себе, вика дека Мекларенот е еден од потешките вика болиди за да го извееш тој брзиот круг. Да, Така да- никош не можеме да го знаеме дали е тоа вистина или не, ама делува како да се мачи. Ја мислам Али дека лани ете му Оскар беше не се помало. мачи, Оскар ете човек што не покажува емоции дефинитивно кога ќе победи, неговата реакција е стандард, јас еве дојдов, победив и си заминувам. Па ја мислам дека тој ми наликува повеќе на шампион моментално отколку на Норис, да ти кажам право. Мислам Викаш? дека ги има правилниот менталитет Оскар Пиастри, онака не се замара Опуштен и лик. да направи грешка, да. Треба да си опуштен лик Не, треба за си да. опуштен лик за да освоиш со Мекларен. Може И- би, ајде. Од јате тој направи грешка еве во Јапонија на квалификациите, па не беше толку разочаран, не знам, Норис еве заврши сега трет, ама ете направи многу грешки, мора да се каже и на трката, значи на многу престигнувања, сгреши, лока праеше, значи си ги закочуваше гумите неправилно, така да ете, мислам дека Норис мора да се врати малку, да си ја крени само до вербата, ја се врати појако во Арабијот и Пиастри ќе му замени со титулава, ја така мислам. А и во форма, таму ако очекуваме гледаме. дефинитивно да биде исто така доста добри, Да. брза стаза. Брза стаза Дефинитивно. би требало да му одговара нив уште повеќе. Ја мислам дека Пиастри е подобар во Саудиска Арабија до сега кој што имам видено, така да Норис пази се од Пиастри. Имаме еве тука и неколку прашања, ви благодариме на сите што поставивте прашања. Thank you guys. Првото прашање е од Марко Башковски. Дали е вистина дека Мекларен имаат побрзо темпо кога нема никој пред нив? Па, мислам Мислам дека дека Марко ова може да се каже и за сите тимови. Да, Дека тоа е. кога нема болид пред тебе, нормално дека си имаш тој клинер, што го викаме, или чист воздух што не ти смета на гумите, не ти ги Да. загрева, не ти ги троши. Така да ете, можеби Мекларен имаат уште повеќе брзина кога нема никој пред нив, се разбира, ама тоа може да се каже и за сите, така, нели? Јас мислам дека тоа чисто нема тука што Да. дискусија отворена. Мете да расчистиме да не има Дефинитивно. некои шпекулации слушнато. Второто прашање од Ивановски Д, ова интересно е, дали е Норис еден од полошите возачи кој имал доминантен болид? Многу грешки спрема Оскар. Што мислиш ти? За разлика од времето што е Норис во Мекларен и во споредба со Пиастри, Да. кој веќе тука колку веќе две Ова му е трета сезона трета на Пиастри, сезона, да. така да трета сезона, али Норис, добро, Норис има возено дефинитивно многу полоши болиди во Мекларен, така да И може тоа не му може да треба уште тоа време сега. Може Тој не е каже дека навикнат ова е на брзи мојата болиди. година. Така изјави. Така изјави лани во Абу Даби, да. Уште не е готово. Јас мислам дека и Норис уште има да се докажува, али не сме вакви викенди. Ама дали е еден од полошите возачи кој имал доминантен болид? Сигурно ако гледаме во историјата имало и некој полошијате втори возачи што биле на некој доминантни болиди, ама мислам дека Не знам за ова прашање, е единствено прашање што не можам да го одговорам во моментот. Стварно е онака малце чудно прашање да го одговориш сега бар. Ја не би рекол дека е еден од полошите возачи кој имал доминантен болид, ама Да. мислам дека не го користи максимално тој болид. Ете и лани направи неколку грешки, ама пак ја мислам дека беше
подобар од годинава што е особено во квалификацијата. Ама добро, сега да се тие мачи делува како минатата година почнеше се вика од пола сезона да Така е, биде да, со да. така да сега ова му е целоста сезона, па Може можеби би другата високо. сезона би бил уште поперфектен и тогаш можеби година, можеби и другата година би. Ама не можеш да знаеш, не можеш да ги чекаш, тоа е Зато шансите викам, се секоја тие. Тој шанса- има среќа што добива втора шанса, значи ланијата доби шанса, сега добива втора шанса во 2025-та, ама мислам дека стварно ова година може да се каже дека се тука негде со Пиастри во грешки, мислам дека Норис еве после оваа трка го надмина дефинитивно. Пиастри до минатата трка и тој си правеше грешки. Нормално луѓе се си прават грешки. Норис ете сите. гледам и кој сака да престигне некој дефинитивно избрзува во некој Нема трпение. во некој маневр, да, нема трпение, те гледаш имаше и маце подизвртување него и Да, него да, испред да. доволно близо со Расел кој се бореше така да не знам Норис биди спремен за другата трка. Да. Макларенете се уште водачи во шампионатот за тимови, така да тука нема Дефинитивно мислам Макларенете. дека тоа е нивно. Да тим to beat Да. до крајот на сезоната. Може да се каже, еве сега ги имаме како некој сцена прост, како што имаме спомнато, како си правевме нели приватно. Да, Може да. дека се враќа таа ера, двајца врвни возачи. Така да видиме, ете, ја мислам дека се ова ќе одлучи кој најмалку грешки ќе направи. Така, мислам Дефинитивно. и ќе го искористи. Пиастри викендов беше совршен. Друг совршен возач според мене беше Џорџ Расел. Можете да преминиме попалека на Мерцедес. Дефинитивно. Уште се втори во Дефинитивно. шампионатот, значи ја мислам дека беа, еве како што кажав преđe, вториот најдобар тим овој викенд, така да Џорџ Расел си го искористи максимум, се квалификуваа со Антонели втори и четврт, ама ете добија казна Дефинитивно, поради да, непочитување на правилата под црвеното знаме, значи излегле во брзата лента на питбоксот, додека не било завршено. И ете стартуваа трети и петти, ама Расел ма се крена како што кажав на втората Одличен, позиција. одличен старт. беше скроз. Одличен беше и Антонели, дефинитивно човекот што Да, растури. дефинитивно правеше најмногу акција според Да, мене. Најинтересен возач беше во првата половина. да. И во средината, и во врво се бореше едно време и со Да. Макс Верстапен, така да Со Макс, со Хамилтон, некојаш има и борба, значи со врвни возачи докажани. одличен. Да. Дефинитивно цел викенд му е одличен според мене. Штета единствено што ако примети фул, мислам дека сгрешија Мерцедес малку со стратегијата и го врати малку назад. Да, И да. беше после отивлегоа тие во питбокс пред да излези безбедносното возило нели на круг 33. И после тоа кога излезе пак влегоа и беше тој како да кажам негде 11-ти беше и кога влезе после 14-ти па во ДРС воз беше најтешко ја се Да, да. притисува иако видовме дека е доволно способен, значи Пиастри, ама кога има и возач пред те ДРС е многу потешко, треба да имаш многу предност. Штета ете за Пиастри, не освои поени, заврши на крај 11-ти мислам, така да Џорџ Расел барем заврши на подиумот, ете имаше и шпекулации дека мислам мабети на крајот од нели трката дека можеби ќе има и некако испитување на тоа дека му се пуштило нели ДРС, ама Џорџ Расел изјави дека тоа било значи чисто како откажување на некаков на неговиот систем на болидот, значи имал проблем. Тој го кликнал радиото и му се уклучило ДРС. Да, И тој требаше кажа да дека се го штрикнал дури онака. дури едно низ време микрофон. немал информации никакво на она, така да Да, не да. знал ни која брзина во еден Да, на момент. својот волан немал. Така да се плашеше дека ќе му се откачи волан. Да, па не би бил ни свенијата возачи скачил Овој викенд да викенд, возачи. Да. Поздрав до Фернандо Алонсо. Фернандо рече, чуј, само ќе го рестартирам сам, не ме интересира за другите. Да, со Астон Мартин. Дефинитивно. Ова година Мерцедес, значи, Да. памтиме тоа. Дефинитивно еве би рекол како би рекол, еве Антонели исто така. Штета, заслужи поени човек, ја мислам Заслужи дека можеше доста, барем а- 6 и 5 да се бори со подобра стратегија. Ама ет, видовме барем дека има талент да се бори со сите, значи не Да, докажува и Расел да со тој момент дека можеби ќе добил казна, ама дефинитивно се повлече, јас кој се знам така каже и тој изјави. Се повлеко вика не поќе изгуби вика што добив, кажа така кој ќе да. изгуби време. Сепак фер одлука ја би рекол, Да, да, дека немаше- заслужи казна, ако штета немаш, че беше за да. Расел втората позиција да изгубеше. И ете ги спречи Макларен да си добијат 1-2 победа, така да ја мислам дека тоа е баш успешно. Дефинитивно се пофал бе, од сега, од стартот да, на да. сезонава до сега Џорџ Расел е Да. човек што не очекуваш некојаш вака да издаде некој резултат. Доста добар и во квалификации. Да. А и се најдувате блиску, сега се вклучи и тој пак се врати во борбата за шампионатот. Сега имаме четворица возачи во мислам во 15 поени, така да Така тоа да. е супер, ете после 4 трки. Саудиска Арабија Да. не баш ќе биде интересно. Баш ќе биде интересно да видиме како ќе изгледа поредоков после ова. Вау. Ако немаме друго што да дајме за Мерцедес, можеме да префрлиме на моето разочарување на овој викенд. На тоа се Red Bull, се разбира убедливо најлошиот викенд, ако гледаме со оглед на темпото. Да.
какво, не знам како да кажам, како ролер костер од Јапонија пол позиција и победа за Макс Верстапен до едва извлече 6-та позиција, значи на крајот со Алпин дури се бореше, мораше на последниот круг да го престигне Пиер Гасли, така да ете, мислам дека беше валидна мојата прогноза дека се разочарување, очекував чисто ради потрошувачката на гумите, мислев дека тоа ќе му биде проблем. И ете, барем ако ништо Јуки Цунода освои поени. Така да, тоа е единствено позитивно што може Red Bull да ги извлече. И влезе во Q3, така да. Влезе во Q3 да првиот. Одлично. Втор возач на Red Bull што го направил таа сезона. Дефинитивно. Да. Но загрижувачки ова за Red Bull, ти мислам дека повеќе патеките ќе биде вака со сличен перформанс како што беше сега во Бахрейн, така да мора да се среди. Друго нешто што сакав да спомнам исто така, зачудувачки беше колку грешки има во питбоксот. Да, има малце проблем со некарактеристично за опремата, Red Bull. дефинитивно тоа нешто. Неочекувано Верстапен беше. дури се почутјави и Јуки истото на Да, и на кај два Јуки на беше двата исто. пистопи се случи истото. Светлото на кај што треба да му дај сигнал дека може да Да, тргнат, не работеше, Цело време остана светеше. црвено и има и нели замена светло, така да. И тоа исто И беше. тоа истото така да Тоа сега не знам работеа дали е двете. Red Bull криви, дали се за тоа, дали FIA нешто не му доставила кој што треба. Може би, ама ја мислам дека Тимо мислам дека тие сите ги ја ги проверува се обезбедила? цела опрема, така да може би ете работел па нешто некој проблем изјавил па сега тука не може да замени. Да, ете ги сетсна и Норис, че и Верстапен и Цунода, така да, знаеш, ти го прават пит стопот и се ти сакаш да тргнеш, а гледаш црвено и сакаш да Да, почитуваш да. протокол, знаеш, не Дури знаеш дали е се Во во време ред. падна Верстапен дури доста долу. Да. веќе После вториот после пит стоп на- 20 беше. Да. А тој беше, мислам дека тогаш му беше средено проблем со семафоров, ама само имаа лош пит стоп. Да. Десната предна гума покасно изваја нешто, имаа проблем ете со не знам со шо, ама имаа проблем, така да Очекував ова доста повеќе на радио да си изјасни Верстапен, али не знам, ете многу делува доста смирен. попуштено, ама мислам дека беше препукан веќе речем Да, поначки. да, може да беше препукан, еве и се слушаат мабети дека после тркава имало тензија измеѓу, значи, Хелмут Марко и менаџерот на Макс Верстапен, дека имале кавга, така изјави од Sky Sports, Тед Кравиц кажал дека ги видел кај што се расправаат, така да можно е да следуваат, не знам, видов дека Макс Верстапен чекал надградбите во Имола што се очекува да дојдат да видат тој тоа како би се дали би го подобрило болидот. Дали може би Верстапен сака да замени од Red Bull? Ова сезона? Не ова сезона, не можеш сред сезона да се Sad si rekao, замениш. Не, ама дали ќе гледа нешто за 2026-та? Па јас ви кажав, јас и на менатиот подкаст мислам дека го спомнав за тоа, Верстапен ете исто така и чека дете, така Да, сега во мај ја треба се. ако годинава гледа дека нема ништо посебно да може да направи, па и другата година ништо не би ме зачудило да може да си замени. скроз да се замени? Да. Според мене па тоа е сега. Верстапен Ова знаеме е дека последна е... година на Макс Верстапен. Може би. Ако Не, гледаш, молам, не. гледаш некогаш дури реално, еве на пример вакви трки, имаш ти победуваш на трка, на другата трка се бориш од 20 поени, не го доставува тимо тоа што го сакаш. Да. И јас да сум Верстапен, ако не го добивам тоа што го сакам, ја би си заменил другата година. Се зависи од тоа кој тим што би му понудило за 2026. Да. Ја мислам дека се разбира. Значи, Извинувам. Талент како и шампион како Макс Верстапен, великан еве моментално во Формула 1 може да се каже комотно. Секој тим би сакал да го има, но мислам дека најголемите промени се направија лани, така да сега не знам кој тим што би му имал да му понуди, ете. Секој би сакал се разбира да го има, ама не знам, сепак зависи и до парите, има скап договор, нели Макс Верстапен најскапиот во Формула 1, така да мислам дека не знам, ја очекувам да стане. ја многу сакам да го видам, значи Верстапен сакам да го видам во друг тим. Yes, стварно Значи, сакам да го видам. ти спомнаете сакаш да го видиш во Ферари, јас не знам, би го видел дете, може би во Астон Мартин, ама може Тоа е дефинитивно најреалистично не делува. наредната година, така да али Дефинитивно сакам не да видам наредната? што може наредната година во Астон Мартин. Не знам, па Фернандо е тука, Ленс Строл не гледам да го избрка. Не знам евентуално. Лорен ако се- Строл ако мислам се дека засбили, Нема да си го Лорен Строл. избрка син му за да Реално вози. да, тоа тука. Алонсо си го сега прави. би требало да остане дискуси како е 2026-та. Не, Алонсо не, тој заслужува да си остане. Тој тука е само заради 2026, Да, така да штета да, ќе да. биде ако го избрка пред Доста да почне таа сезона што ја чека долго време, али ете останува да видиме. Јас мислам дека може да се каже реално дека јас сум задоволен еве како навивач на Макс Верстапен со 6-та позиција. Мислам дека тоа беше едноставно максимум тој ден. Мислам дека Антонели требаше да биде пред Верстапен, така да
Јас сум Антонели задоволен со беше ете шестата пред позиција. доста добри водачи пред Верстапен, пред Хамилтон, Да, така да, се тркаше со сите. Едно време Верстапен заглавен беше за Окон. Јас се нервирав со тоа Окон, значи Да, да. Ќе го спомниме понатаму Окон, ама со одлична стратегија, ете се најдоа пред Red Bull и Да, дефинитивно. тешко беше за притицување. Јас видов ете просечна брзина Red Bull исто со Алпин имало. Еве со Пиер Гасли. А ако тоа се е конкретно дефинитивно спомнува, але не е добар резултат за Red Bull, така да Виж, не е добар за резултат. Алпин е нормално доста добро. Алпин е доста добро. Сега тоа е комбинација од Red Bull заостанува и Алпин, ете се кренале. Нормално. На оваа трка ете му се погоди да биде добри. Така да мислам дека ете од лани Макс Верстапен Гранд Слем освои, ако ти такну не Да, да, да. беше тоаш првата трка на сезоната, пол позиција, победник, најбрз круг, сите кругови ги водеше и види една година шо колку многу менува. Така да ова е мислам загрижување за Red Bull, се надевам дека ќе ги среда, заслужува Верстапен да се бори за титулата. Ама тоа е, ајде ќе видиме дали останува само Мекларен или можеби па Расел ќе му се приклучи или можеби Верстапен. Тоа е, не знаеме. Имам акција дефинитивно за сезонот. Имате барем шампионатот е интересен, ако не се сите трки интереси, борбата во Би требало вака да тера уште и да, во наредните трки да не биди треба. да имаме сега Пиастри да избега дефинитивно Да, и да биде шампион, иако дефинитивно сакаме да видиме тоа зашто Да, да не го да, видиме Оскар да за биде, се али заслужува сакаме да човек. биде интересно да има повеќе возачи да Да. се борат за титулата. Ако ништо барем ете Мекларен возачите се блиску еден до друг, ете сега 3 поени само Па зависи колку блиско. Дефинитивно. зависи. Зависи колку блиско, дефинитивно треба да си парира, али очекуваме ајде да видиме. Сам да кажам кажувам. блиску во шампионатот, Блиску во ете сега шампионатот, да, за сега Норис да. остануваше зад Пиастри, Да, 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 да. ама ете ќе се врати сигурно Норис, се надевам нема да падне. Расел и Верстапен се тука, ама некој друг тим што се врати во борба овој викенд се Ферари. Еве, ти како сега мислам како највеќе на Луис Хамилтон, тоа те прави сега и индиректно највеќе на Ферари. Дефинитивно. Сигурно се надеваш да бидат добри се. Нормално, нормално. Ова му беше прва трка со нивниот прва надградба, да речам, на нивниот болид, ете конкретно на подот беше. Мислам дека може да се каже дека беше добра, успешна надградба, Да, може да се каже дека дефинитивно. беше чекор напред од тоа што беа во Јапонија, од тоа што беа во Кина дури. Би мислам требало дека беа да. поконкурентни. Мислам дека и еве слично би парирали за во Саудиска Арабија, така да очекувам доста добри резултати и таму. М. Да го потврдат тоа темпо, да видиме дали работи стварно подот. И се од една трка не можеме да заклучиме Така е, дали така е, дали да, работи да, овој рано е една трка, ама- дали ова работи, дали надградбава работи, така да М. Ама и мислам дека ете го зачуде, ја мислам дека Ферари дури има најдобрата стратегија на едно што време беше дури јас трка. верував дека не е добра. Да, на почетокот опција. сите се сомневаја онака зошто се на медиум, сите се на софт, ама по некое време се докажа дека медиум е всушност. Мислам дека беше медиум гумата на викенд, најдобра гума испадна. Дефинитивно, ама очекував, јас сакав да почна со софт. Значи, Добро. да така продолжа, за да се продолжи темпото на медиум. Оти ти влегоа многу порано на медиум и Да. знаеш, куцка е место. Е, тоа беше малку чудно, ти не влегоја ич покасно од некој на софт што беа. Дефинитивно, Така да. знаеме дека софтот дури многу брзо се троши, али еве некој го излекоја. Некој го извлекоа, значи Ферари, ја те знам, се не знам кој беа точно пред нив болиди, ама влегоја на софт еден круг, два пред нив и Ферари влегоја, значи и коментаторите ете се чудеа дека тоа може би многу рано, ете не си го искористиле максимум на Дефинитивно, медиумот, ама дефинитивно. мислам дека Ферари планираја на стратегија средно тврди и меки гуми. Мислам дека тоа му беше плано и еве тука имаме и некое прашање од Филип Апостоловски. Пак ќе кажам ви благодарам за прашањата. Што мислите во однос на тактиката на Ферари, дали може ја додат на едно застанување? Ја мислам дека едно застанување ќе беше многу тешко. Дефинитивно, и ти- тврдата, значи хард гумите не беа доста не беа добри, некако функционални. така да ете Ферари заврши на хард, така да не би рекол да може. Не очекував да би, значи хардот дефинитивно не беше гума, сите се жалеа. Да, сите се жалеа. Не беше гума и тие направи промената за нормално, не можеш да возиш на медиум, Да. цела трка мора Да. да смениш. Мора да Така имаш, да. како што кажавме, две различни смеси Две на гуми различни во смеси. текот на трката, ете Ферари беа два пати на медиум, така да кој излезе безбедносното возило мора да смеат на хард. Мислам дека никој дури не имаше едно застанување, нека сите мислам Да, не дека беше- влегоа не два беше пати. возможно, Имаше значи, многу потрошувачка на гумите. Потрошувачка на гумите, да. Така да мислам дека не беше возможно. Ферари единствено че требаше, не знам, медиум да го тераја до 20 на нешто. Затоа тука и реков, после на подобра- хард, ама да, тоа ќе беше подобра. многу тешко. Не беше, ете, гледаш хардо не беше добар, Да. јас затоа претпоставав дека чуда секако беа сите во скоро кој беше последен Ферари беа единствените во првите што почнаа на медиум, кој почна друг на Да, другите медиум. некои подолу можеби ја се Мислам точно дека не ги памтам, ама Алонсо, во топ 10 да, тие беа да, само. да, во топ 10 беа тие. дефинитивно. Очекував затоа сите да почнаа софт, можеби ќе беше подобро
за стартот на трката, али ете некако се исплати со безбедносното возило. Па ја баш мислев дека безбедносното возило ги зафракна, мислам дека му ги зафракна плановите, оти еве имаме баш прашање за тоа од Марко Башковски, дали Ферари на 33-ти круг, тоа беше кога излезе безбедносното возило, направија грешна стратегија или нема друг избор на гуми? Медиум, зато Да. али Едноставно нема избор како што нема кажува избор прашањето. на не беше ништо грешка, пит-стопите му беа Да. одлични, ете и Хамилтон ги пофали исто така, али Да. едниот епизод дури еве тоа во тој момент кога влегува Хамилтон доста изгуби време, опана доста назад, имаше и Да. доста акција пред него, а за Да. Шарл Леклер испадна окей, Испадно така окей. да остана на 4-та позиција ако не се лажам. Да. Така Ама мислам дека ете како што кажав и преđe, моје мислење е дека ги зафракна безбедносното возило, мислам дека Ферари одеа на medium soft стратегија и мислам дека сакаја покасно да влеза, значи да ги овој вториот стинт да кажам да го продолжа малце, на пример док е 40-ти круг и после ете видовме дека се издржува всушност на меката гума толку време, ама мислам дека 30-ти круг, трети круг че му беше амбициозно многу на софт и ете Мерцедес се одлучија на таа стратегија да одат Да, на да. софт после безбедносното возило. А Ферари ете се заплашија и мислеа дека нема да им издржат гумите до крај, така да ете мислам дека Ферари мислам дека да беше секој што треба без безбедносно возило, че има најдобрата стратегија, мислам дека ги чекаше според мене двоен подиум на оваа трка. Да, мислам дека имаше и и Чарлз доста, Леклер и Луис доста Хамилтон добро ќе беа темпо, да. на подиум. Така има доста темпо како што Леклер кажува доста- стратегијата, стварно ме зачуди колку Да, паметно вака сега во ретроспектива ако гледаме малку мислам дека стварно ние беше сите таа караме. правилната стратегија. Во тој момент Вие се викаме, нервирате, лошо да, се да, да. нервираме. Ети брат ми Зошто навигва за така? Хамилтон и Зошто? сите се чудеа зошто се само тие на медиум, зошто Да. влегува толку рано. Ама мислам дека безбедносното возило малку ги спречи Ферари нивната, може да се каже ете одлична стратегија. Ете добра трка за Ферари, најдобра оваа сезона, мислам дека еве може сега да градат нова, надградбите делуваат како да функционираат, така да. Да гледа да не запајџа назад, да Да, не пречекори дефинитивно. назад, само напред да видиме. Да, ете Фред Васер кажа дека ова му било добро пресметана внесена надградба, така да верувам еве дека заслужува Ферари тие да се борат ете на врвот. Сега се уште Дефинитивно. заостануваат со поени поради дисквалификацијата во Кина се разбира, ама мислам дека ќе се врата во игра еве ако се сега на овој викенд се покажаа подобри од Red Bull, така да ете Да, може да. би ќе му Ете, кратат поени може на би Верстапен. малце полошо е за Луис Хамилтон што се квалификуваше толку долу, Да. него Мгм. оперираше Да, темпото, да, али тој сам ја Сам изјави призна. дека јас не ја направив дефинитивно Не го излекол максимумот. не го да. излекол максимумот со лош резултат. А Шарл Леклер може да се каже дека дефинитивно го извлече. Да. Ете, тој најдобро за него, не мислам дека Пиастри можеше да остигне никако, мислам дека ќе беше втор најдобро. И како што кажав, мислам дека и Хамилтон, кој ќе му е погодена стратегијата, кој ќе влези во зона Хамилтон на трка, мислам дека ќе можеше да заврши. Тој да, секојаш него тој се вади секојаш на трката. Да. Значи и да има лоши квалификации, Луис Хамилтон има тоа страшно тркачко темпо, Да. така да На тие кои ти такнува Лас Вегас нели Лан. Лас Вегас Имаше значи, 10 ти заврши али втор. тогаш не очекуваате да биде доволно јаки, Да. али сепак. Ете Ферари, не знам сега сите прават споредби го критикуваат Хамилтон, што ја мислам дека неш во споредба лани со Сајнц, мислам дека сепак Хамилтон се уште се адаптира. Да, Ете. ете Карлос Сајнц уште се уште се адаптира. Карлос Сајнц уште се адаптира да че преминавме на него директивува транзиција че ми Да. направеше, ама сега следен тим се Хас, така да ете. Значи Мислам дека овие на срединава можеме и да ги кажеме така како военно, ама ако сакаш Хас посебно ти стварно Малку да, да му дајме во спотлајт. заслужува малце да биде во гледна точка, мислам дека Оливер Берман од 20 стартуваше, заврши 10-ти. и добар старт имаше од 20 стаса 14 така да. Да, уште на првиот круг или првите два круга ете беше 14-ти, така да стварно Оливер Берман покажува одлично тркачко темпо, ете. И знам ова што му е се случило трета на трка, ако не се квалификациите. лажам во поени. Трета трка Така се да поени. браво за Берман, така. Многу се врати се силно од потврдува. грешките во Австралија. Така да Тие ете се ете некои две руки се две новајлијаве како би Мм. кажале. што се а, стекнува? Да, што се истакнува Антонели и Берман. Да. Дефинитивно што се очите и Хаџар е нормално Кажа тука. дефинитивно. Али оваа тие се трка тие имаше малку три проблеми. според мене што се доста добри. Да, сега најдобри, да. Може да се каже и така. Еве Оливер Берман стварно добар. Естебан Окон имаше грешки во грешка нели во квалификациите, тој го предизвика црвеното знаме, ама ете и тој кажа дека чувствував должност како да му надоместам на тимот и ете со одлична стратегија. Тие беа мислам во првите што влегоа во пит стоп, така да зато беше од нигде никаде. Мене дури ме зачуди, јас кога видов Естебан Окон толку напред, ја мислев дека
нема влезе уште во бокс. И го гледам конкурентен е човек, вози онака, знаеш, има темпо, се брани од Верстапен. Знаеш, знаев дека Верстапен спор, ама не мислев дека е толку спор. И знаеш, ме зачудете, стварно Хас одлична стратегија, еве се моментално пред Вилијамс. Што би рекол дека во теков на сезона Вилијамс делува како да има побрзо темпо, така да Има доста работа, да уште може би дека со стратегија во Хас се Адриан ете вада. потврди дека му е на Вилијамс најлош викенд, така да. На Вилијамс најлош викенд ете не освоја поени, така да на досега на сите трки има освоено поени, ете Албон прва трка без поени. Саинц ете големо разочарување, дефинитивно. Од изненадување во разочарување премина. Човекот правеше доста акција на стазата и некош добро, значи борбата со Хамилтон, а и доста контакти со станатите возачи, некако беше многу казни. Мислам дека еве прочитав негде, не знам дали е точно. 10 секунди казната што не ја што не ја направи на тркава, што не ја како искористи, како треба значи да искористиш нешто на казната да ја направиш. Му се префрла мислам на наредната трка со тој доби казна. Доби казна, ама дека нели не ја заврши трката. Да, не ја заврши трката. И сега казнато ти не ја отслужи. Му се префрла на наредната трка. Оли ова го прочитам, не знам дали е точно. Треба да направиме. Ако е нема отслужено, ќе му се префрла, ама ја не приметив па дека доби казна за кој инцидент доби. Мислам дека 10 секунди доби само за што беше, не знам, не ми текнува се име немаце. Имаше контакт со Цунода. Да. Ама тој Саинц беше убеден дека е Цунода крив во тој инцидент, така да ете, не знам, јас. Да, може да е за тоа, ти нели на Саинц може. Да. Сайт подо да речем така, страничниот дел му беше скроз. Така да ете, штета ја. Така да. Саинц беше интересен за следење, мислам дека беше многу агресивен, многу беше агресивен и во одбрана и во нападите, ете беше. Не знам дали беше нервозен. Дали сакал да се докаже, ете да освои конечно добри поени за Вилијамс, сама мислам дека не му беше успешно и тоа што го направи, така да. Дефинитивно. Ете лоша трка за Вилијамс. Адриан не знам што ќе има да каже за ова, да беше тука сигурно че не надополнеше многу. Дефинитивно. Ако сакаш да му се јавиме на Адриан да видиме што има. Дали може да го побараме сега? Да. Ова е лајв емисијата, нешто што не очекуваме да се случи. Чекај да видиме дали можеме да да слушнеме што ќе каже, значи Адриан заслужува да се изјасни за Вилијамс, знаете колку е страстен за тој тим. Така да ете. Моментално на работа, ако некаде ни ќе извините, ама еве пробуваме да вклучиме и него некако. Дефинитивно чекај да најдем Адриан. Дефинитивно. Адриан. Да видиме тој што ќе си јави за Дефинитивно Вилијамс. пополнуваме, дури јас го контактирам Адриан, така да видиме. Видиме за Вилијамс во лајв од студиото, дефинитивно. Јаве широката камера, не знам дали фаќа. Али му звониме на Адриан моментално. Дефинитивно ова е нешто што ако е на работа. Ама мислам дека е. Така да моментално колинг. Нешто ново за Чекаме секторен подкаст. Дефинитивно дали подкаст. Ајде молам Адриан крени. Ова ти е шанса си на подкасто. Али ќе ни се јави подоцна, дефинитивно кој не е. Ќе ни се јави подоцна, ќе имаме завршено со сним. Што Адриан изгледа нема да се јави. Адриан си ја промаши приликата. Значи Адриан, ти извинуваме, тоа не може да кажеш за Вилијам сега тоа. Адриан, ако се јавиш покасно, ете некако ќе те вклучиме, али ете се извинуваме, дами и господа, ама ете пробавме да го вклучиме Адриан, значи така и бевме, да речем договорени, да му се јавиме ете за Вилијамс. Али во глобала тоа е тоа нив најлош викендот, моментално се најдуваат во 6-та позиција во шампионатот, како што кажавме. Прв пат не освојуваат поени, али мислам дека за Вилијамс се сепак добра сезона, ете Адриан че кажеше сигурно дека не е фокусот на оваа сезона. Ние за Волково. Ајде. Еве сме во живо со нашиот волител. Не знам дали го фаќа камерата. Дефинитивно. Адриан, ние сме тука со моментално сме, се може да треба да ставам на микрофонот вака еве да зборуваме, али ако може еве режија да ни дај по-зумиран кадар од ова. Али еве го Адриан тука. Адриан, нашава тема е се моментално за Вилијамс. Што можеш да ни потврдиш, да ни кажеш каков викенд испанда Вилијамс, така да комплетирај ни го мабето. Комплетирај ни го наши умовете, ако можеш. Не знам дали се слуша. Само малку. Се надеваме дека се слуша. Што можам да кажам за Вилијамс? Лош викенд дефинитивно спрема мене. Очекував многу поиќе, за разлика од тоа што имавме добар перформанс на првите три трки. Да. И мислев дека ќе освоиме и овде некој поен плюс, пошто Саинц беше 8, ете малку лош викенд за нас, иако бевме најбрзи на предсезонските тестирања. Саинц покажа добро темпо, али сепак
ете некои грешки во некои дуели што ги направи и не успеавме да освоиме некој поен. Одлично, дефинитивно. Очекувам барем во Сауди да имаме поени и да ги стасаме Хас. Ајде да ги Дефинитивно. спасате. Заслужувате, Адриан, да сте пред Хас. Дефинитивно. Али многу користена стратегија, мора да се подобрите на стратегија, не знам, некако ве Кина Хас. Види вака, албум почна многу назад, тоа беше некој Да. пех, мислам добро Берман освои влезе во топ 10 М, поради таа стратегија, или ете, албум рече малце подолго да остани и тоа не се покажа баш успешно поради safety car, поради Да. ППП спасното возило. А и немаше малку Тоа беше среќа, нели албум отпадна во Q1 и после тоа возачот пред него го вратија назад, така да ете нели ја изгуби приликата да се бори во Q2. И плюс и сете тој safety car, мислам дека ја зафркна целосно стратегијата на многу од тимовите, али ете Хас точен тајминг и Да, тајмингот е успеа да битен уште. влезе во поени. Пошто нели албум почна на софт, значи на меката гума и немаше баш некој напредок, али затоа остана подолго и можеше да направи еден питстоп само, али пак кој што кажав, тој safety car не зафркна на некој начин и Да. тој го гледа тоа. За жал. Значи, Адриан, да, сега толку за Вилијамс имаме, така да, Да. еве, може да се одјави сега. Адриан, фала ти Така што да, се фала ти приклучи. што се приклучи. Денеска морам да сум на работа, М, така да се гледаме од следниот подкаст. Да, да. Дефинитивно. Во Рабија се речаме сите тројца. Фала ти, Адриан, што се приклучи. Адриан, фала, поздрав. Чао. Чао, чао. Дечки, јате малку. Ова Го нешто не поведовме очекувано. Адриан, да. Рандом на подкаст. Се надевам ви се допадна неговиот коментар, ете за Вилијамс, никако не го промашуваме. Така да ете, може да завршиме така со коментарите на Дефинитивно. Адриан за Вилијамс. Можете да преминиме седми се уште во шампионатот Астон Мартин, заднев се Racing Bulls, тие мислам дека можеме заедно како да ги искоментираме, ете лоша трка за двата тимови. Особено разочарувачко за Racing Bulls што има за сега многу добро темпо сезонава, ама некако му го снемате и во квалификации и во трката. Ја мислам дека единствено нешто што го приметив за Racing Bulls цела трка беше дека Лиам Лоусон се скапал добивање казна. Да, Онака на секој дефинитивно. да би гледав казна како за Само тоа collision. беше. Хаџар, не знам, Хаџар не ни видов едно претекнување. Мислам дека не Јас ни си да го го покажа пратев ичи повеќе, камерите. да, немаше ни онака конкретен кадар кон Да. Хаџар, така да беше само конкретно на врвол. Сето беше Да, првите да. топ Па 10. добро, фала Богу барем беше интересно на врва, ако Да, ништо, да, дефинитивно. Ама има дефинитивно доста претекнувања Доста бе, Али, да. за И од немаше Racing Bull Racing страната. Bulls. Да. Тешка Е, работа. јате сега ми текнете, заборавивме на почетокот да искоментираме за колку имаше проблеми јате со тајминзите, нели, на левата страна. Да, Значи, пола дефинитивно трка ја гледавме графиката без- дури имаја Да. алтернативна опција, ставаја топ 10, али немаше лайв апдейт. Да, Значи тоа беше после последниот секој апдейт круг. после секој круг. Тоа беше Дефинитивно малку не не знам. наврати во порано како што му било на навивачите Да. на Формула 1 како што Али сега гледале, такво значи нешто, да, наоку напредна технологија на светот имаш уште проблеми, а и мислам дека и нели во Австралија има такви проблеми. Му ја снема на пола трка нема да, не, тоа мислам дека јас мислам дека избрза со нови графики еве за сезонова, иако се доста добри според мене. Добри се, да. Се, али дефинитивно еве гледав и имаше изјава некој дека барале Формула 1 официјален графички дизајнер за таква позиција. Ајде, али Мартин, пријави се да му Јас се помогнеш пријавам малку. таму, одма се спуштам Да. таму сега. Јас ќе ви седам графиките, не Ќе се ги следи Мартин секирете. графиките од Арабија, не се Ќе ги ставам секирете. само, ќе оставам Хамилтон само на врво. Нема да знаете кој друг. Хамилтон е Имаше на- ете проблем доста и Расел Да. вози на првата позиција, а и од време на време го гледаш долу Ајде, дека да, секој јас си реков што му се случи на Расел нешто дали Расел се може да направи уште поинтересна трка, али Ете, не знам што му сгрешил толку Расел, конкретно сите проблеми Расел, беа со тие него, цело време Расел паѓаше. фанови во моментот тие што си помислиле. Да, стварно на Мерцедес и на Расел Мерцедес фанови и си Расел на фанови, срцето брас. му има застанато, теко виделе дека така паѓа Жорж Расел брзо. Ама ете, сепак беше грешка на графиката, пробаја некако да надоместе, како што кажа ти со
Тоа алтернативна десно што опција. го добивавме, да, алтернативната опција, али стварно проблеми, ја и мислам дека ја лично, еве, не знам за тебе, ама ја многу се нервирав со режијава, не ми ги даваше борбите што сакав да ги гледам. Да, Знаеш, онака да, да. многу ги промашуваше и кадрите, сега се бора Леклер и Норис и ми го дава задното крило Норис да го гледам или ми го дава предното крило на Норис. Тоа и се А не дава случи широк кадар, пример, да ги видам. и на што се минатата борат. трка имаше споредба, преносот на, еве, Мгм. можеби не треба да спомнам, ама преносот на Арена Спорт и преносот на Формула 1, официјалното Формула 1 F1 Мгм. TV, не е истиот момент, не го даваја моментот со Ландо Норис и Верстапен во питлейнот. А, да. Значи Тоа така беше, да. сменија кадар на питстоп од Ферари, а не го видовме и конкретната А баш борба видовме со дека се доближува. видове да. Така, дајте барем, ете во трка, ај сега оваа трка се извадо, имаше доста забава да надомести, ете затоа што не видовме, ама јас сакам, сепак би преферирал да гледам во живо настаниве како што се одвива неш претстигнување, Така, отколку така. на реплей. А мислам дека многу тука промаши, али ете, така мала критика до режијата на трките, мислам дека треба да направат подобро да не гледаме се на реплей, туку стварно да уживаме во битките, и стварно имаше битки. Како Многу. што кажете во Јапонија, најинтересниот момент го пропуштија. Да. Требаше да го гледаме пак на реплей, така да. Ете, Жал. do better. Do Бидете better, малку дефинитивно. подобри, да. Астон Мартин Рейсинг Булс, како што кажавме, лоша трка за двата тимови. Можеби ќе се оствари мојот муабет за тоа дека Астон Мартин ќе паднат сезонава. Значи не сакам, немам ништо против Не Астон гледам Мартин, јас тоа е ништо, само да. мое лично мислење. Знаете, Ленс Строл е на 10-та позиција во возачкиот Да, шампионат, така да. тој си ги капари паните што имаш приликите, нели си освои Потоа, поени. замисли, Ленс Строл да речеш дека е подобар од Фернандо Алонсо. Не можеш да речеш. Не можеш да Али си речеш, ги ама користеше Со поените, што ака испаѓа дефинитивно резултати друго кажува. Да. Ете, штета за Алонсо не добива прилика да си освојува поени. Жал. Надвор од поени за нив. Можеме да се префрлиме на едно изненадување за овој викенд, може да се каже Алпин, дека стварно изненадија со темпото, ете. А моето разочарување. А на Мартин разочарање, ете ги зарекнете и му направи Не знам ревърс, јас, да. изгледа до моите прогнози. Се дефинитивно јас извам ти или не ги одбрав Алпин да бида ги ставав како еден рандом тим. Еве Аха. ги одбрав. Стварно, не што те очекував- натера толку Алпин. Не да очекував, ги не одбереш. очекував одбрав еден тим, си реков дали да ги ставам сега, си реков можеби ги ставав Хас. Стварно што не ги стави Хас. И тоа што полошо Уште беше повеќе така што да. Ги ставив Алпин од не знам некоја рандом причина спрема лошите резултати или Джек Духан исто ли дефинитивно. Да. Ете, Джек Дуан не заврши на добра позиција, ама мислам дека имаше добро темпо. Едно Да, време беше- возеше беше во топ 10, да. Во топ 10 беше Да. така да И тој се заглави. сјајна во работа петата за Пиер Гасли дефинитивно. Човекот се бранеше од Верстапен. Да, да, целата Остана на петтата позиција, остана долго време, значи да. одличен старт имаше и од него, значи Ова е Пиер Гасли кој ќе му текни дека е добар Пиер возач, Гасли, онака рандом да, во да. сезонава му текнувате, Сена. имавме така се претвора во сена сена. се претвора. Стварно, да, не знам, ете, па така ете Молди во 2018 мислам дека заврши на четвртата позиција, така да, али можеби Алпин едноставно се добри, ако ти текнува на предсезонските тестирања, тие бе еден од подобрите тимови, онака повеќе што изненадија Да. заедно со Вилијам се разбира. Али ете, добри поени за Пиер Гасли, ете првите поени во оваа сезона за Алпин. Сега официјално после 4 трки сите тимови имаат освоено поени, така да ете може да се каже и возбудлива сезона во тој аспект, ете за поени тркава стварно изненати, супер трка, Пиер Гасли во поени, честитки до Пиер Гасли, поздрав, ете Джек Дуан, не знам, ете Адриан или на предминатиот или на минатиот подкаст кажа дека овие му се последните трки на Джек Дуан со Алпин, значи тој така смета. Можеби. Не знам, Можеби. ете, не Уште му се немаме. пак не се сеќаваме, Да, не го да. прашуваме, али ете не знам, ти што мислиш дали јаве Дуан заслужува да остане, дали заслужува да осмена во Па Мајами? не знам, ете. Ова му беше окей трка според мене Да, да, да. во Не Еве направи гледаш, никаков не можеш инцидент. да не направи никаков инцидент. Не се бореше, те кизне колку, Да, али имаше беше конкурентен темпо, троа. коза за Алпин, Мислам дека- да, сезонава кој што се Алпин, да, мислам дека мислам дека добро солидно беше. темпо, така да ја Али мислам ете кој дека ќе споредиш. убаво е да му се остави време на возач, значи Значи, не можеш. да. Еве Цунода беше исто така слаб, а еве сега Стварно во поени. во поени заврши, така да. Да. Ете. И влезе во кутри нормално. Значи се тоа се докажува дека ако му дадеш време на возачо, дека И да не може му вршиш многу притисок. притисок да дефинитивно на Лиам Лосон ете. Пак да не се навреќаме на истата тема, ја кажуваме Да. скоро секој подкаст мора да приме, финално. Значи После, не му да. даде време, еве сега во Ербе, така да Ете, Цунода можеби, ајде сега за Цунода оставаме цела сезона сега ќе вози. ете, Кој добри освен резултати. Малку само до вербата да му се крени ете на Цунода, да, дека Да. префари на Цунода. За Джек Дуан ја мислам дека се надевам дека нема Арабија да му биде последна тркот и после Арабија е Мајами, ете дали ќе се ствари Адриан прогнозата.
Јас лично не сакам, али сакам да види Адриан во право, малцу нека се пофали тој да види кај во право, Дефинитивно. али ете така да последниот тим може да преминеме последниот тим, ете тие се Кик Саубер. Тие што еве Адриан секогаш што потенцира, што пие кафе и сега може да вика да пие кафе. Да, да. Единствениот Дефинитивно. ете да речем како хедлайн така за нив беше дека беше лоша вест, беше дека Нико Хукем нели го дисквалификува после Дисквалификуван. трката. Не беше во поени, беше на 13-та мислам позиција, али ете солиден резултат за него и ете дисквалификуван поради истата причина со Луис Хамилтон, значи давената плоча под болидот била повеќе излижана од дозволеното. Да. Ете дисквалификација, Адриан го стави, знам, нели Габриел Бортолето како изненадување. Тој кажа дека сега сигурно ќе кажуваше дека бил добар во Формула 2, во Формула 3, ете тој повеќе ги следи тие категории, али ете едноставно мислам дека тоа е темпото на болидот, не е се ни Кривини, Дефинитивно. ни Хулкенберг, ни Бортолето прават најнову што можат со тоа. Така да ете ако немаме што да дадеме друго за Кик Саубер, Па тоа е тоа, да. може да ја завршиме еве анализата на Повеќето тимовите, тимови. да, повеќето тимовите, сигурно може би има уште повеќе што се зборувате за Мекларен, за Red Bull, али останува да видиме едноставно, нели, како ќе се одвива оваа борба за шампионатот. Се надевам дека ќе биде возбудлива, како што кажавме, Оскар Пиастри се врати во игра, така да ете тие се нашите заклучоци. Мој заклучок лично за оваа трка е дека Оскар Пиастри е во борба за шампионатот и моментално ја го ставам како фаворит за освојување на оваа година. Така мислам дека може да се каже. Може, И- може да се потврди тоа, да. И ете, како и секој подкаст, пред да завршиме, значи, мислам дека треба да направиме едно како апдейт на нашата фантаси лига, да видиме кој како е, што е после трката, значи, последно ги проверив сношти, така да ете, ако има некои промени во пениите, се извинувам. Значи, Има и доста нови членови, јас како што забележав доста има. иновачено. Значи, ви благодариме на сите, се разбира, што Дечки, се играчи. уклучувате, дечки. Доколку имате тим, ете, а не сте уште приклучени на нашата лига, можете и сега да се приклучите, еве и дури го гледате овој подкаст. Значи, имаме на нашата Инстаграм нели страна на врвот ставено како насоки за тоа како да го направите. И ете, никош не е касно, значи ви се бројат поените, не се секирајте, како што ни потврди Виктор Шимановски, нели? Точно. И ете, дури сме кај Виктор Шимановски, тој значи се најдува моментално на првата позиција на нашата лига, значи секоја ти чест. Мек Шуман Racing Team од Виктор Шимановски со 848 поени. Пак напоменувам, вака беа со ношти, ако не се сега така, се извинувам. Второ е Racing Money од Мартин Димитриовски, 811 поени. Ети тие се тука блиску, имаат некоја борба. И на трета позиција станува All Fate in McLaren од Сара Јованова, 774 поени. Пак морам да кажам фала ви на сите што сте приклучени на лигата, стварно ни е интересно ете да си проверуваме кој како е, што е. Емзивно. Ние последно кој што видов ете не ги апдейтираме нашите тимови, значи не менуваме ништо, ама е на 19-то место ете. Така да сепак е за вас таа лига, вие да се Дечки, ние работиме. Ние овде сме на подкаст, работиме, снимаме за вас, Да, али да. не очекувате да сме доста активни на фантази лигата. Значи, ама и Ќе сепак пробаме, ова е да. за вас. Победникот како што имаме најавено на крајот од сезоната ќе добие некаква награда, се разбира. И ете тоа може да се кажи. Пред да завршиме, може да направиме на кратка најава на Саудиска Арабија, некакви Дефинитивно. очекувања што имаме ете за таа трка. Ете, четостам тебе да почнеш. Дефинитивно не како што кажав ми на почетокот, очекувам Мекларен да продолжи својот темпо, очекувам Ферари да биде вториот тим зад нив, значи Мерцедес, иако Мерцедес се Интересно. прати, али да имаме борба, јас мислам дека сега би имале борба помеѓу Ферари и Мекларен. ова За трка. победата? Да. Океј. Така да друго што можам да сумирал, не знам ти што можеш да кажеш? Јас за Саудиска Арабија, значи, подсетник ете мал, сепак секако ќе објавиме нели во текот на неделава, Нормално. значи е одма влегуваме во уште еден тркачки викенд, последен од овој како трипл хедер што ги нарекува, така да ете и се разбира на наш празник се погаѓа да види, значи за Великден, нека ни е честит празник. Така да ете во 7 вечерта ќе биде, да тоа ќе бидеме сите најадени, испрошетани, се супер да биде, значи дај Боже сите го се поминиме. И ете кратка најава за Саудиска Арабија. За овој подкаст мислам дека тоа е за Бахрейн кратка анализа, така Да, направивме малку не е можеби најдолгиот подкаст што ги имаме објавено сигурно, Дефинитивно. али мислам дека доста добро покривавме ете. И тоа е тоа, значи дечки доколку ви се допадна овој подкаст, се разбира, оставете лайк, претплатете се на нашиот YouTube канал за да бидете известени за нашите инни подкасти, така да ете може да во дескрипција значи имате се за нашиот Instagram профил,
да се приклучите ако сакате, како што кажав, нашата фантаси лига. Ви спремаме Така. giveaway, така да не исто заборавајте, така- имаме 1000 followers на Instagram, ви Да. благодариме многу за Благодариме поддршката. за 1000 followers, значи за 1000 следачи. Спремаме giveaway, ама не знаеме кога точно. Да, спремаме. Рековме giveaway, 1000, што- рековме имаме са 1015, така да Да. 1000 сме уште, така да Се очекувате надевам нема да најава. падне име дури да Очекува- го направиме Не giveaway, верувам, не верувам до толку. Не, Не верувам се до надевам, толку, не се али разбира, да. Дечки, доста имаме работи планирано за вас. Да. Планираме и да организираме, заедно да гледаме трки, Да. така да очекувајте. Дефинитивно Да. во годинава имаме доста настани спремни за вас, Да. така Се да разбира. Да ви пружиме благодарност Да за ви вашата пружиме. поддршка. Нормално, Сепак тоа е ова нормално. сето што го правиме за вас, за вие да се забавувате, да не гледате, се опуштите малку во текот на денот, ете, овој сат и пол. Така, Мартин, тоа е тоа од мене, ете некој последен збор ако имаш. Поздрав да Адријан. Адријан Да. дефинитивно ќе го продолжи нашиот подкаст уште за 40 минути да беше тука. дефинитивно, да. Али јас би рекол еве Саудиска Арабија чека одлична трка. Еве мене како една од помилените стази, не знам за тебе. И за мене, искрено, морам да признам. од Многу ми е поновите, добра. една од подобрите. Да, една од поновите што е ми е една од нормално најомилените Мгм. и очекувам доста добра трка. Нормално како и во Бахрейн така доста акција Дај и Боже, во дај Саудиска Боже да биде Арабија. толку добро, да. Очекувано брзи кругови доста. И тоа е тоа според мене. Тоа е тоа, да. Чекаме Саудиска Арабија, дечки. Наредна трка се враќаме сите тројца дечки, така да ете се гледаме. Поздрав од мене, имајте убав ден, ви благодариме што не гледавте. Поздрав, Чао, дечки. чао. You've done it. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number one.